Ета. Евгенија е прваче. Но кога ќе ја прашате како се викаш ти, таа вели Ета. И така, никој не го знае нејзиното вистинско име. Дури ни самата Евгенија. Затоа што сите досега ја викаа Ета. И дома, и во градинка, и роднините и пријателите. Денес наставничката повторно го вртеше дневникот. Сите деца во одделението знаат дека нивната наставничка се вика Анета. Ама таа се уште не ги знае имињата на сите 25 деца во одделението. Евгенија, рече, колку убаво име. Ајде, Евгенија, излези на табла да ни нацрташ едно големо румено есенско јаболко. Но никој не се помрдна од столчето. И децата се уште не се познаваа доволно меѓу себе. Нема Евгенија во нашето одделение, се јави Катерина. Како нема? Се зачуди наставничката. Еве, тука убаво пишува Евгенија Нинова. И јас се презивам Нинова, се јави Ета од втората клупа. Лицето ѝ беше покриено со големи руси кадрици. Под нив ѕиркаа весели сини очи. Но јас се викам Ета, рече. Тоа мора да е скратено од Евгенија, праша наставничката и се насмевна. Што значи тоа скратено? Се зачуди Ета. Што е скратено? Прашуваше, но главата не ја подкреваше. Занесено си црташе и боеше. Тоа значи, почна да објаснува наставничката, па застана. Стана од столот и се упати кон Евгенија. Твоето име е многу убаво. Слушни колку убаво звучи. Евгенија, Евгенија, Евгенија. Сите почнаа да шепкаат. Но понекогаш, тие што многу ги сакаме, продолжи наставничката, ги викаме нагалено. Па така се случува да им го скратиме името. Да, така е, рече некој во последната клупа. Да, потврди и наставничката. Ете, јас сум Анета, а многумина ме викаат Ане. Јас сум Кирил, а ме викаат Кире. Јас Јасмина и ме викаат Тина. Евгенија, иако внимателно си боеше и црташе, слушаше се од збор до збор. Јас сум Евгенија, но сите ме викаат Ета. И полесно ми е да напишам Ета отколку Евгенија. Еве вака. И го покажа својот цртеж, на кој имаше нацртано русокосо девојче, а над неа пишуваше Ета. Но буквата Е беше напишана наопаку. Браво, Евгенија, се насмевна наставничката. Многу убаво црташ, но сепак, деца, дали е ова буквата Е? Праша и го сврте цртежот кон децата. Некој велеше да, друг не. Не сте сигурни? Се смееше наставничката. Затоа сте првачиња. Време е да научиме да ги препознаваме буквите и броевите. Дали сте подготвени? Сите кимнаа со главите во знак на одобрување. За почеток, рече наставничката, буквата Е вака се пишува. И ја напиша на таблата големата буква Е.